Колега Бочварски, само да ве подсетам, кога оваа влада и овој министер влезе во институциите, немаше согласност од Република Бугарија за изградба на тунелот. Се сеќавате зошто беше проблемот, бидејќи имаше над 15 иницијативи за средби во Брисел со тамошните функционери, дека одбиваа да се согласат дека треба заеднички да го градиме тунелот, бидејќи вие подобро од мене знаете, од Ѓуешево до границата со Република Македонија апсолутно немаа намера да градат никаква пруга. Сега пред неколку дена се договори таа согласност. Од аспект на автопатите, не сметам дека има некој кредибилитет, па особено вие да зборувате за тоа, бидејќи само ќе ве потсетам на еден автопат. Вие успеавте да направите еден негативен рекорд за автопатот Кичево-Охрид. Започнат во времето на ВМРО ДПМН, вие ги државте пресконференциите како опозиција дека е крива трасата, квучките, дека ќе ја исправите и така натаму и така натаму. 7 години бевте на власт, не успеавте да го завршите. И замислете сега што се случува. На 4 дена од сега или 5 ќе биде пуштена 95% од делницата, освен тие 5 километри. И замислете уште што до 2026 година тој автопат ќе биде завршен. Значи можело да се исправи трасата, значи можело да се реализираат квучките. Сакам да кажам дека доколку се потпрете на изговорите, резултатот е тој. Доколку се потпрете на работата, резултатот е овој. И самиот знаете најдобро од оваа сала, за да вие да почнете да влезете во изградба на некој проект, колку километри имавте чист простор за да почнете да ги изведувате автопатите. Сега мислам дека тоа е комплетно различно и барем на оваа тема можеме кога сакате да излеземе на било кој медиум и да разговараме, дали со мене, дали со некој друг, не сметам дека имате за што да се пофалите. А добивте доволно време. 7 години беше и така доволно време за да се создаде некој впечаток за одредена работа. Благодарам.